Министерот без ресор Неждет Мустафа денес беше во посета на Штип, при што оствари средба со градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев. На средбата со градоначалникот, министерот Мустафа го најави проектот за изградба на нова зграда, која ќе е наменета за 100 семејства од ромска националност. Зградата ќе биде лоцирана во просториите на Черејна, во сегашните простори на Черејна. Тој е најадекватен простор каде што е меѓуромската заедница и простор каде што Черејна како невладина организација го нуди за локалната самоуправа без никакви финансиски услови, се во интерес на ромската заедница на овој град. Со зградата ќе стопанисува акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор преку Министерството за транспорт и врски. Мора да кажам дека се предвидени некаде околу 25 милиони евра заем од европските финансиски институции за стамбено изгражување на ранливи групи од ромска националност и гледаме да се вклучиме и да можеме таму да искористиме средства. Инаку ЕНИС ќе каже дека Советот на општина Штип максимално се вложи околу измената на деталниот урбанистички план на тој локалитет, затоа што без измена на детален урбанистички план, без носење на нов дуб, таму не може да настане на таква инвестиција и една добра реализација. Захариев истакна дека покрај останатите во новата зграда ќе бидат сместени 40 ромски семејства кои се сместени во некогашните простории на нервното оделение, но и уште 5 семејства кои живеат на улица Партизанска, која подоцна ќе се уредува. Иако таму општината ги покрива сите трошоци околу вода, ѓубре, лекови даваме, покриваме електрична енергија. И лично мислам дека со тоа луѓе ќе добијат соодветни услови за живење. Ромите во нашиот град целосно се на некој начин задоволени кога во прашање решавањето на основните нивни проблеми. А ние како локална самоуправа за сега мислам дека успешно излегуваме во представените барања. За наредниот период Захариев најави понатамошни интензивни инвестирања во населбите каде живее ромско население. Конкретно сите улици на Радански пат и Косовска и новиот дел кон Света Недела ќе бидат целосно асфалтирани и уредени со бекатон коцки, а ќе се инвестира и во културата и образованието. Еден од проектите поврзани со образованието и инклузија на ромските деца, кој изминативе 10 години се реализира во детската градинка Астибо. Годинава со проектот се опфатени 30 деца, од кои дел се сместени во клонот Сончогледи, кој денес го посети министерот Неждет Мустафа. За проектот појасни директорот на градинката Илија Митров. Инаку опфаќаат само дечиња на возраст во голема група, а тој од 5 до 6 години. Прекрасно се однесуваат сите, значи и вработените и дечињата одлично реагираат на совладувањето на вештините и сите образовни теми и цели. Немаме до сега никакви проблеми, значи затоа овој проект продолжува да се реализира и ќе се реализира. При посетата на градинката министерот доби пригоден подарок од дечињата. Министерот без ресор Неждет Мустафа ги посети асфалтираните улици и новиот плоштад на Радански пат.